Ајде, добар ден со Илија, со радост, со убаво нека ви помине овој нов ден, драги наши пријатели. Ние ве поздравуваме со вкусот на традицијата од комплексот Златно буре Кучкова. И знаете што? Јас сметам дека ова емисија е и повеќе од емисија за готвење. Не само рецептот што ќе ви го понудиме во текот на денот, туку ова емисија е другарување помеѓу нас и вас, разменување на рецепти, своји констатации, приказни од минатото, раскажуваме преку готвењето. Значи има многу нешто повеќе не во неа отколку што емисија за готвење. Значи ние ќе ви кажеме и добре ни дојдовте и дома, во местото каде што ние си ја спремаме новата емисија на денот, поточно во комплексот Златно буре Кучкова. Драги мои, денеска ќе ви направам една божикна проја на баба Донче. Божикна проја. Значи се е во знакот на Божик. Еве, дури и јас сум облечена така, црвено со зелено, а и нашата проја ќе биде така, црвено со зелено. Токму во тој дух, во тој празничен дух. За да направите оваа божикна проја на баба Донче, вас ќе ви бидат потребни, а баба Донче е од Велес и ја поздравуваме до бескрајот и назад. 5 јајца, 200 грама бело брашно, 200 грама меко пченично брашно, не запалента, туку обично пченично брашно, 350 грама нарендано или здробено сирење, можете и урда да ставите, 150 мл масло, половина литар кисела вода, 5 супени лажици ајвар, 5 супени лажици спанак, може замрзнат, но малку обарен, сол по вкус ке ставиме и едно пакетче прашок за печиво. Ке ви треба 3 пластични сада, 3 кутлачи. Затоа што тестото ќе го поделиме на 3 дела и во секој едно тесто ќе ставиме по еден мастрав од овие што ги имаме подготвено. Сега најпрвин да ги изматам јајцата. 5 јајца. Ќе ги матиме се додека не ни обелат јајцата. И малку сол ќе ставиме. Толку. Повеќе не ни треба миксерот. Сега го ставам маслото внатре. Ќе земам дрвена лажица. Ќе ставам киселата вода на крајот. Ставам обичното бело брашно. Промешувам. Доколку се сеќавате, во една од емисиите минатата година го правевме колачот што се нарекува полицаец. Ова е многу сличен принцип, но во солена верзија. Ќе ве потсетам сега. Верувам дека го знаете тој колач. Сега ќе ја додадам и киселата вода.
Сега мора убаво да се промеша. Еве, убаво треба да се измеша за да нема грудчина. Значи точно половина литар кисела вода. Пред да го ставам сирењето, ќе го ставам прашокот за печиво. Уште малку ќе му капнам масло. Уште 20-30 грама. Го ставам прашокот за печиво. Исто промешувам. Еве, добивме една хомогена убава смеса, што наликува на густа каша. Одлично, тоа и ни требаше и сега го ставам сирењето. Плехче 26-28 за оваа доза, да знаете. 28 да ви биде максимум. Сега јас имам 28 и затоа ќе биде малку потенка пројата. Сега, оваа смеса ја делам на 3 подеднакви делови. Така. Значи, имаме 3 пластични сада и ќе ми треба 3 кутлачи. Сега ќе почнеме вака. Да биде, значи не можеме всушност идеално, но барем приближно. Прво 2 кутлачи ставам. Така, значи кутлачите ќе ми бидат мерката, садовите не мора да ви се идентични. И предпоставам овде дека има толку. Ете така. Сега ајварот ќе го ставам во едниот пластичен сад. За да ја добиеме црвената боја. Дури, ако сакате поинтензивна црвена боја, може да ставите и половина лажица црвен пипер. Еве, ја добивме црвената боја, а во другиот дел ќе ставиме во едниот сад спанак. Да ја добиеме зелената боја. Ете така, значи имаме црвена, зелена и жолта. Па да започнеме со подготовка. Си го принесувате тавчето, малку намастуваме и сега ќе ги извадам лажиците. Така, со кутлачите сега.
Значи, прво ќе ставиме врз намастената хартија, ќе ставам од, малку да ја поместам, ете така. Супер. Ќе ставам прво жолт дел на средината. Така. Потоа ќе ставам црвен дел. Исто на средината. Потоа ставам од зелениот дел. Исто на средината. И се така додека не ја потрошам целата смеса. Потоа одиме жолто, црвено, зелено, жолто, црвено, зелено. И целата постапка ја повторувам. Повторно жолто, црвено, зелено. Сега веќе сум при крај, затоа ќе ја користам малата лажица, за да можам да го соберам остатокот во садот. Овие ми се големи. Така. Ево и ова исто. Ова има да биде нешто прекрасно. Доколку сакате, и сусам ставете му од озгора. Значи, многу брзо се приготвува. Ова зема малку, сега 5-10 минути време. И ќе завршиме со зелениот дел. Ќе го изгребам и ово, уште малку има. Излезе од него уште малку. Ете го. Прекрасно. Драги мои, сега ми е редната пуштена на 220. Да фати кора и да почне нагоре да оди. Потоа ќе намалите на 200 и ќе печете уште 30 на минути. Ставете сусам, ставете ким, што и да имате. И се знае, нека ве очекуваат сите на трпезата да се проба ова божикна проја на баба Донче. А ви останете со вкусот на традицијата, па да си го споделиме мислењето за вкусот и за изгледот. Се гледаме! Еве ни е испечена божикната проја на баба Донче. Значи, ова е ремек дело. Еве сега ќе ја пресечам. Имаме салатка, имаме парче сирење, можете и со
кисело млеко, со јогурт, што сакате. Може и со жива туршија. Ох. Ајде да видиме сега што сме направиле. Еве ја пројата. Какви прекрасни украси на неа. Еве, погледнете. Погледнете. Убавина. Значи, нешто многу убаво. Ајде вака. Вака да си земам. Звони, што би се кажало, звони. Леле колку е вкусна. Леле колку е убава. Направете ја за празниците и уживајте во овој вкус. Дури кога ја јадеш, ти доаѓа песна да си запееш од убаво. А како велат? Кој сака да пее, ке си најде песна. Се гледаме во следната емисија. Довидување!